Од понеделник започнува отворената забавна фудбалска школа, која ќе се одржи на градскиот стадион Никола Мантов, а на неја ќе учествуваат 200 деца ученици од 7 до 11 години. За подготовките и почетокот на оваа девета поред школа разговаравме со координаторот на проектот за општина Кочани Владо Андов. Па е веќе 9 пати во нашиот град се организира отворената забавна фудбалска школа, или поточно речено последните 4 години сме ние носители на целиот овој проект, затоа што веќе финансирањето го финансира локалната самоуправа на општина Кочани. Благодарност на градоначалникот на општина Кочани кој сите овие проекти ги поддржува и се реализираат конкретно со овие малите категории, значи од 7 до 11 години. Инаку проектот трае 5 дена, значи ќе се организира во градскиот стадион Никола Мантов. Инаку ќе бидат вклучени околу 200 ученика, значи возраст од 7 до 11 години, не смеат да бидат ни помали, ни постари. Со дечињата ќе бидат вклучени, значи колегите по физичко и здравствено образование и колешки од оделенска настава. Значи негде бројката ќе биде околу 15 наставници. Завршија инструкциите, завршија курсевите за обука на наставниците и дали е се подготвено школата да стартува и кога? Па да, за овие последните неколку години имавме така со една-две корекција, зависност од колегите, затоа што тоа е волонтерска работа и од одредени оправдани причини моравме тие места да ги потполнуваме, или тоа е на едно место до 2 места. Секоја година пред да започне самата манифестација се организират семинари или додатно до обука на наставниот кадар, тоест на луѓето вклучени во отворените забавни фудбалски школи. Тоа го имавме во месец јули, заврши во Струга, значи трондневен семинар, на кој семинар многу работи се научија од минатите години, во кој исто така зема учество и нашите колеги, конкретно во таа самата едукација и тие држеа часове, со тоа што сега одредените новини и оваа година и тие содржини на своите работни станици ќе ги на некој начин со нови игрички, со нови работи кои за децата ќе биде интересно за овие 5 дена кои ќе се случуваат, значи на градскиот стадион Никола Мантов, и еден ден тоа обичаено одеме на Пониква во детското одморалиште, каде таму исто така ќе има одредени содржини и во делот на отворените забавни фудбалски школи, ќе имаме литературна каче, ликовна каче, прошетка до најблиската околина, се со цел на некој начин децата да ги анимираме и да знаат и во планина да се снајгат и така натаму и така натаму. Инаку во делот на целиот овој проект и оваа година се договоривме со Црвениот крст на општина Кочани, кој треба да води грижа за здравствениот билтен на дечињата, во кој ќе треба да биде вклучен лекар и волонтери, нивни волонтери од Црвениот крст, кои исто така ќе пружат помош доколку има потреба за дечињата, за помош на самата активност која ни престои за овие наредни 5 дена кои ќе се организираат, значи од 20 до 25. Отворената забавна фудбалска школа започнува во понеделник на 20 август, а завршува в петок на 24